Општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци доби модерно уреден двор со зелени површини, екопораки и забавен парк. Хортикултурното уредување на училиштето е дел од активностите за разубавување на училишната средина, а во реализацијата покрај локалната самоуправа помогнали и родителите преку бизнис секторот. Наша цел е убава и еколошка средина, грижата останува не само на нас и учениците, туку и на околното население кое слободното време може да го минува тука, вели директорката Весна Крстева. Поттикнати и мотивирани од потребата и желбата за создавање на еколошка свест кај учениците и за здрава и чиста еколошка средина, ние во Општинското основно училиште Гоце Делчев од Кавадарци минатата година започнавме со хортикултурно уредување и озеленување на училишниот двор. Или поточно го озеленивме и уредивме влезниот дел на училишниот двор, каде што почнавме со седење на трева, на зимзелени садници. Сето ова беше реализирано со средства од локалната самоуправа. Според Крстева, стремежите кон модерно и современо образование се клучот за успехот кој го постигнува ова училиште. Според предвидените екостандарди во училиштето, дојдовме на идеја за да направиме еден убав и уреден функционален училишен двор. Сето тоа беше потребно за потребата на учениците од продолжниот престој и за останатите ученици од основното училиште. Овој двор се наоѓа во непосредна близина на продолжниот престој и на спортското игралиште. Меѓутоа, поради ограничување на финансиски средства, застанавме со последната фаза од реализирање на овој проект. Од страна локалната самоуправа ги добивме клупите, корпите и осветлувањето. Исто така сакам да упатам и благодарност до архитектот од локалната самоуправа, до господја Гордана Белевска Мустафа, која што го изработи овој проект како тоа сето да изгледа естетски убаво уредено. Трендот за соработка со родителите повторно започна. Нашите верни поддржувачи беа бизнис заедницата, односно тоа беа родители на деца кои се ученици во основното училиште Гоце Делчев. Со наше барење ги замоливме со нивната добра волја и во рамките на нивните можности да ни дадат финансиска поддршка. Овде не идовме на разбирање и соработка од страна на родителите. Ја користам приликата од мое лично име, од име на вработените и на учениците да искажам една голема благодарност до сите донатори кои што помогнаа за реализирање на овој проект. Бидејќи без нив проектот немаше да биде реализиран. Сега имаме еден убав училишен двор кој што ќе служи за потребите на училиштето, на учениците од училиштето, каде што може да ја изведуваат и наставата во природа, за учениците од продолжниот престој и како за останатите граѓани во блиската околина. Континуитет Општинското основно училиште Гоце Делчев од Кавадарци нижи успеси и ќе ми кажете кој е клучот за ваквиот успех? Оваа година сме добитници на најголемото признание на екологијата. Еве може да видите во училишниот двор направивме неколку еколошки пораки кои што се исто така доста значени за училишниот двор, кои се однесуваат за здрава и чиста еколошка средина и можам да упатам една порака дека ако сакаме здравето да не биде на прво место, почесто времето да го поминуваме во природа. Општинското основно училиште е добитник на екознамето, тоа е највисокото признание на екологијата по трет пат, континуирано во последните 3 години. И Општинското основно училиште Гоце Делчев храбро чекори по скалилата на успехот. Ние тоа го докажуваме преку многуте проекти кои што се досега реализирани и многуте остварени активности. Сето тоа е резултат на доста вложен труд, енергија, макотрпна работа и добри организаторски способности. Меѓутоа, сите наши успеси и проекти не мотивираат и нашите стремежи се секогаш насочени кон подобро и посовршено.